Почитувани, Македонија вчера покажа дека се бори за својата иднина. Народот вчера одбра. Преку 60.000 граѓани му порачаа на Груевски дека дојде времето да замине. Тие сакаат подобра иднина, развој, напредок. Не сакаат портокалови лаги, сиромаштија и невработеност. Груевски вчера го виде сопствениот народ, иако 5 години избегнува да се соочи со него. И сигурно се разочара од масовноста на незадоволните граѓани, кои му ги урнаа илузиите дека на 5 јуни ќе продолжи со своето тоталитарно владење. Народот вчера даде поддршка за кандидатите и програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Нашата програма е владина програма со вистински решенија за проблемите на граѓаните. Нашите кандидати се докажани и почитувани луѓе во својата професија и средината каде што живеат. Граѓаните тоа го препознаат. Со предизборната кампања ќе ја покажеме разликата помеѓу нас и расипништвото на ДПМН. Груевски и неговите луѓе имаат изгубено осет со реалност. Толку долго не биле во продавници, што не знаат колку чини 100 грама кафе. Кафето и локумот чинат помалку од 3 джамбо билборди на ВМРО ДПМН поставени во Скопје. А тие се толку забегани, што само во Скопје закупија дури 300 билборд локации. Сметаме дека во услови кога секој трет граѓанин е сиромашен и едва врзува крај со крај во месецот, не видим безобразлука да се трошат милиони евра народни пари за предизборна кампања. Затоа СДСМ во оваа кампања нема да троши пари за билборди и плакати, како што тоа го прави Груевски, најверојатно со народни пари. Така ќе избегнеме и партиските полукриминогени полицајци да ја тепаат нашата младина. Нашите кандидати нема да ги гледате на билборди. Во духот на старата македонска традиција, тие ќе чукнат на вратата на секој дом со кафе и локум. СДСМ својата кампања ќе ја води во директен контакт со граѓаните. Нашите кандидати ќе разговараат со секој граѓанин, ќе ги сослушаат нивните проблеми и маки. На 5 јуни ние заедно со народот ќе кажеме да, но не за вашата победна Македонија, туку големо да за просперитетна, европска и економски стабилна Македонија. И благодарам и доколку имате може. Значи, не знам како се треба и кои аргументи да се употребат за да се разобличат глупостите кои секојдневно ВМРО ДПМН ги зборува. Па тие во саботата имаа свое партиско представување на програмата во Александар Палас, каде што отиде на сите медиуми. Што е тоа, ако не според нивниот трг, грубо кршење на изборниот законник? Ние бевме принудени на протест, за да ја покажеме на оваа власт дека не може да спречи 70.000 граѓани кои ја поддржуваат опозицијата да дојдат на представувањето на нашите кандидати и програма. И тоа го демонстриравме моќно на начин на кој Груевски уште пред почетокот на кампањата веројатно ќе се бави повеќе со пакување на куферите на Линденска отколку со кампања. Ако немате повеќе прашања, јас ви благодарам на присуството.